Античкиот театар во Охрид крие средновековна црква под куките што со години чекаат на експроприација. Археолозите ценат дека на источниот и југоисточниот дел од локалитетот постојат сериозни индици за сакрален објект, но без отстранување на објектите, истражувањата не може да продолжат. Надлежните веќе подолг период водат постапка за експроприација на 4 куки околу античкиот театар. Без нивно експроприирање и отстранување не можеме да ги извршиме целосно археолошките истражувања на тој дел, особено на источниот и југоисточниот дел од амфитеатарот, каде очекуваме и има некои интенции дека има и средновековни градби, односно црква, сакрален објект под тие куки тука. Секојдневно низ камените седишта, кои ги има 5000 на број, поминуваат стотици туристи, фасцинирани од историјата на античкиот театар. Било е прилика, ал не овако. Имав прилика да видам и други театри, но не од вакви размери. Ова е единствено, не затоа што треба така да кажам, туку на вистина е величенствено и треба секој да го види. Амфитеатар е стварно специфичен и се налази укопан у делу. Античкиот театар е специфичен. На други места сме гледале поинакви структури, карактер и облик. Овде просторот има исклучителна акустика, во што се уверив и самиот. Изграден пред повеќе од 2 милениуми, бил наменет за прикажување на драмски, музички и поетски представи. Во римскиот период театарот добил друга намена. Тој од театар за представи, кога дошле римјаните, отстраниле 8 реда од седиштата за да го претворат во арена за гладиаторски борби. И откриени се и кафези за диви животни. Иако важи за еден од најпрепознатливите символи на Охрид, античкиот театар се уште не е целосно откриен. Околу 10% од локалитетот остануваат неистражени, а токму таму се очекуваат нови археолошки откритија. Инаку, за да се открие античкиот театар, било потребно да се отстранат 14 куки и да се дислоцираат 2 улици во овој дел од градот. Во текот на истражувањето откриени се остатоци од 3 средновековни цркви, 280 средновековни гробни целини, базилика и монументална гробница.